Буџетот за 2018 година е проектиран на 211,7 милиарди денари или 3,44 милиарди евра. Приходите се планирани на 193,5 милиарди, а буџетскиот дефицит на 18,2 милиарди денари или 2,7% од БДП. За капитални расходи се предвидени 24,7 милиарди денари, а во предложениот буџет има средства и за повисоки плати во образованието, здравството, како и за зголемување на пензиите, односно нивно усогласување со трошоците на живот. Според предлог буџетот кој денеска беше представен на јавна дебата во Министерството за финансии, расходите се за 4,1% повисоки од оние во 2017 година, а приходите за 4,7%. Министерот Тевдовски најави дека даночната реформа за прогресивно оданочување на персоналниот данок на доход ќе започне од јануари 2019 година. Втора промена која што ја предвидуваме е да се подигне горната, значи максималната основица за плаќање на придонеси и таа да се постави од 12 на 16 просечни плати. Целта е тие што имаат највисоки плати, значи да плаќаат поголеми придонеси, повеќе придонеси. И ова е во согласност со нашата определба за да се умерено да се воведува поголема прогресивност. Тука е многу важно да истакнам, бидејќи некои медиуми правеа шпекулации дека не предвидуваме никаква промена, значи на стапката на социјалните придонеси. Најголем дел од расходите се наменети за пензии, социјална и детска заштита со 32% од вкупните расходи, 19% се наменети за економскиот развој и финансиски работи, 14% за здравство, 11% за образование, наука и спорт, по 5% за градежништво, транспорт, комуникација и екологија, земјоделство и јавен ред и безбедност, 3% за одбрана, по 2% за надворешни работи и Европска унија, интеграција и култура и по 1% за судство и регионален развој. Кај капиталните расходи е планиран раст од 1,3 милиарди денари повеќе во однос на ребалансот од 2017. Министерот истакна дека е планирано интензивирање на сите активности на патната и железничката инфраструктура, комуналната и енергетската инфраструктура, инвестиции во здравството, образованието и детската заштита, а особено се зголемени средствата за одбрана и гасификација.